Во општина Аеродром беше одбележен јубилеј од 60 години постоење на детската градинка Пчелка 1, каде наскоро започнува доградбата и реконструкцијата на објектот. Со свечен настан, подготвен од дечињата, беше одбележен јубилејот, но истовремено беше најавена реконструкција и доградба на објектот, зашто веќе е изготвено идејно решение, а наскоро ќе започне и проектирањето на објектот, информираат од локалната самоуправа. Во дворот на основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, во општина Карпош, се засадија првите садници во рамките на акцијата за пролетно зазеленување на општината. Од тука започнува пролетното садење во сите урбани заедници, во кои се предвидени да се засадат вкупно 200 листопадни и зимзелени дрвја. Граѓаните можат да пријават косење на трева, реконструкција и санација на урбана опрема или собирање смет на јавни површини под надлежност на општина Центар на телефонските броеви. Општина Центар и јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар ги потсетуваат граѓаните дека проблемите поврзани со јавната чистота и други комунални проблеми можат да ги пријават на општинските служби, хигиеничарите на јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар да ги решат. Градоначалникот на општина Центар, Горан Герасимовски, известува дека досега на телефонските линии се јавиле 159 граѓани кои побарале одредена услуга и за истата добиле решение. СВР Скопје поднесе кривична пријава против 4 лица, сите од Скопје, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Едно од пријавените лица договорило средба со жртвата наводно, кој откако пристигнал бил пресретнат од првопријавениот со огнено оружје, пошто третото и четвртото лице физички го нападнале и му нанеле повреди. Тешко повреден велосипедист од Куманово, откако со велосипед удрила во пешак, кој исто така е повреден. Во СВР Скопје било пријавено дека на булевар Партизански одреди во Скопје, велосипед управуван од 21 годишна девојка од Куманово удрил во пешак од село Арачиново, Скопско. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила велосипедистката, а со телесни повреди се здобил и пешакот, констатирани во градската општа болница Свети Наум Охридски, соопшти од полицијата во дневниот билтен. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.